I've been preaching through the book of Romans. В последно време проповедав од книгата на Римјаните, посланието до Римјаните. Now we've made it to the 8th chapter. И сега се наоѓаме во 8-то поглавје. And I'd like to read 2 verses from the 8th chapter tonight. Сакам да прочитам 2 стиха од 8-то поглавје вечерва. Just verses 31 and 32. Стих 31 и 32. Ќе ги прочитам на македонски. Што да речеме пак на ова, ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зар нема да ни подари со него се? The beginning of this verse says, "What then shall we say about these things?" Почетокот на овие стихови вели што да речеме на овие работи. Paul wrote about many things. Павле пишувал за многу работи. And he says, how do we sum this up? И рекол, ајде како да го сумираме сето ова? He said, if God is for us, ако Господ е за нас, who can be against us? кој може да биде против нас? I like that. Го сакам тоа. I like that because if God is for us, Затоа што ако Господ е со нас, who can be against us? кој па и може да биде против нас? God is big. Господ е голем. He has no enemies really that can. Не постојат непријатели кои можат и да се приближат да го поведат некако. He's the God who made the heavens and the earth. Тој е Бог кој создаде и небото и земјата. He can do anything. Тој може да направи било што. And if you read the first 3.5 chapters of the book of Romans, И ако ги читате првите 3 четвртини од поглавјата, there are 3.5 chapters. 3,5 поглавја од книгата на Римјаните, You might wonder if God is for you. може да се запрашате дали Бог е за вас. Because you read in there about me and Затоа you. што читате за мене и за тебе, за нас. He says that the wrath of God comes upon us. Читате дека гневот Божји доаѓа врз нас. It says that all of us, every single one of us, are sinners. Вели дека секој од нас, сите ние сме грешници. And you come to the end of the middle of chapter 3, И доаѓате до средината на третото поглавје and you see that we're actually enemies of God. и гледате дека сме всушност ние сите непријатели на Бог. And so you wonder, at the beginning, is God for me? И се прашувате од почетокот, дали тогаш Бог е за мене? But as you continue to read, Но како што продолжувате да читате понатаму, and you see what God did for you and for me, и гледате што Бог всушност направил за нас, за мене и за тебе. how can you doubt that He loves you, Како може да се сомневате дека ве љуби, that He cares? дека се грижи за вас? He's given us victory over death, Тој ни дал победа над смртта, victory over sin. победа над гревот. His Holy Spirit comes to live inside of me. Светиот Дух дошол и живее во нас. I become a child of God, Сум станал дете Божје and I'm now a friend of и God. сега сум и негов пријател. I've been adopted by God, Послан сум од Бог. and now He's for me. He's my Father. Сега тој е за мене, затоа што тој е мој татко. And so if God is for us, Па ако Бог е за нас, who can be against us? кој може да биде против нас? To me, it's very encouraging that God is for me. За мене тоа е многу охрабрително дека Бог е за мене. As Christians, you must know that God is for you, not against you. Како христијани морате да знаете дека Бог е за нас, не против нас. And maybe you ask, what evidence do we have tonight that God is for us? И може би ќе прашате кои докази имаме дека Бог е навистина за нас, I think со нас. one of the greatest evidences that God is for us Еден од најголемите докази дека Бог е со нас is that He gave us His own Son. е дека ни го даде неговиот собствен син. Remember John 3:16. Сетете се на Јован 3:16. For God so loved the world Бог толку го засака светот, that He gave His што го only даде begotten Son. својот единороден син. He gave us His Го Son. даде неговиот син. He's a gift to you and to me. Тоа е подарок за мене и за тебе. In Isaiah chapter 9, Во Исаија поглавје 9 it says that for unto us a child is born. вели на нас ни се роди син,
Unto us a son is На нас ни given. се роди дете, син ни се даде. A son has been given to us. Синот ни се даде на нас. The greatest gift that God gave us was Himself. Најголемиот дар што Бог ни го даде е себе си. And so God is for us. И затоа Бог е со нас. But the next part of the verse, and I will focus on this the most tonight, И ќе се посветам највеќе на следниот дел од овие стихови. it says, He did not spare His own son. Вели, тој не го поштеди својот син. About a year and a half ago or 2 years ago, this thought captured me. Пред околу година и половина или две, оваа мисла ме освои. That God did not spare His own Дека son. Бог не го поштеди својот собствен But син. He delivered Him up for us all. Го принесе за сите нас. And so I want to focus just for a little while on He did not spare His own И son. ќе се фокусирам, се посветам малку на тој дел дека не го поштеди ни својот син. It cost the Father to give us His son. Го чинеше скапо таткото да го даде својот единороден син. We think, wow, He's God, He has no emotions, it was easy, He gave His son. Си мислиме, па тој е Бог, тој нема емоции и го даде туку така својот син. Oh, God has emotions. Бог има емоции. He felt the pain Ја почувствува болката of giving His son. да го даде својот He син. has emotions. Има емоции. He deeply felt it. Длабоко го почувствува тоа. It was a real sacrifice. Беше вистинска жртва. God has emotions. Бог има емоции. Think, God is infinite, Бог е бесконечен and His love is и infinite. неговата љубов е бесконечна. Our love is finite. Нашата љубов е конечна. It has limits, Има граници, but His love has no limits. но неговата љубов нема такви граници. And with our limited love, И со нашата ограничена љубов, we feel pain. ние чувствуваме болка. We feel pain when a loved one dies. Ние чувствуваме болка кога некој што го љубиме ќе почине. We feel that pain. Ја чувствуваме таа болка. And that's with a limited love. И тоа со таа ограничена љубов. Think of the Father who has perfect love Замислете на таткото кој има совршената љубов and the pain He feels. и болката кој тој ја чувствува. Jesus was always with the Father. Исус беше постојано со таткото. He was His delight. Тој беше неговиот возлюбен. He never offended each other. They never offended each Тие other. никогаш не се навредија меѓусебно. My wife and I have limited love. Јас и мојата сопруга имаме ограничена љубов. And I can't say that we've never offended each other. You We never- have offended each other. Не можам да речем дека никогаш не сме се навредиле, затоа што сме се навредиле. But our love is limited. Но нашата љубов е ограничена, And I still love her. но се уште ја сакам. And I don't know why, but she still loves me. И не знам зошто, но и таа се уште ме сака мене. But God never offended. The Trinity never had problems among themselves. Троицата никогаш немале проблем меѓу себе, никогаш не се навредиле. And so He could feel the pain. Затоа Бог ја почувствува болка. At His baptism, when Jesus was baptized, Кога Исус беше крстен and the Holy Spirit came upon Him in the form of a dove, и Светиот Дух дојде врз него во форма на гула, the people that were around heard a voice from heaven. луѓето кои беа собрани таму го слушнаа гласот од небото. And it said, "This is my beloved Son, Слушнаа како Бог рече: "Ова е мојот возлюбен син, in whom I'm well pleased." во кого сум јас задоволен." He was well pleased with His Тој Son. беше задоволен со And He својот let син. everybody know. И сакаше сите да знаат за тоа. He felt the pain of Him leaving. Ја почувствува болката од тоа тој да замине. And I think it's in one of the Corinthians, it says that though He was rich, И во Коринќаните вели, иако беше богат, for your sake, for my sake, He became poor. за ваше добро тој стана сиромав. He was rich in heaven. Тој беше богат во рајот. He had the glory of heaven. Тој имаше славата на небото, на рајот. He had the worship of angels. И тој имаше славењето на ангелите, But He поклонувањето. left it all. Но сето тоа го напушти, го остави. The riches of heaven, He left it to become poor, like Богатствата на небото ги остави за да стане сиромав. for you and for me. За вас и за мене. What a God. Каков Бог.
He did not spare his own son. Не го поштеди својот собствен син. He didn't spare him the humility of a humble birth. Не го поштеди ни тоа понижување на една такво раѓање. He was worthy of a royal birth. Тој беше достоен за едно царско раѓање. But we know he was born and probably with the animals. Но знаеме дека се родил најверојатно во шталата со животните. And God did not spare him. И Бог не го поштеди ни од тоа понизно раѓање. He didn't spare him the ingratitude that people had. Не го поштеди ни од неблагодарноста што луѓето имаат кон него. In John 1 it tells us Во Јован, првото послание на Јован ни вели that he came to his own дека дојде кај своите, and his own received а him. своите не го примија. And God did not spare him. И Бог не го поштеди ни тоа. He was hated by people. Тој беше омразен од луѓето. People mocked him. Луѓето го исмеваа. They said terrible things about him. Велеа ужасни работи за него. In John 10:20, Во Јован 10:12 стих, Jesus just finished saying, I'm the good shepherd. Исус само што заврши да вели, да кажува дека јас сум добриот овчар. And he talked about that. И зборуваше за тоа. And when he was done, И кога заврши, here's what people said about him. ова го рекла луѓето за него. Many of them said, Многу од нив рекла, many of them, многумина од нив. he has a demon. Тој има демон во себе. He's crazy. Тој е луд. Why do you listen to him? Зошто го слушате? Interesting to me. Многу интересно. And yet God did not spare him. А сепак Бог не го поштеди ни од тоа. Many people thought Jesus was demon possessed Многумина мислеа дека Исус е обсемен од некаков демон and that he's и crazy. дека е луд. And people ask the question, why do you listen to him? И луѓето ги прашуваат тие кои го слушаат, зошто воопшто го слушаат? Can I say that today in the world still says the same thing? Да ви кажам дека денеска во светот се уште го вели истото. They say the question, why do you listen to Jesus? Велат зошто го слушате Исус? What does he have to offer? Што има тој да понуди? He's crazy. Тој е луд. But some people got to hear something different. Но некои луѓе беа благословени да чујат нешто различно. Peter, James, and John, Петар, Јаков и Јован they go up to the mountain with Jesus. се качија на планината со Исус. And Jesus is transformed before И them. Исус се преобрази пред нив. They got a little glimpse of heaven maybe. Тие видоа едно мало призрак од небото. And he begins to talk with Elijah and И with Moses. Исус разговараше со Илија и со Мојсе. And then remember that cloud comes over them. И се сеќавате дојде еден облак врз нив And then they heard a voice again и from го heaven. слушнаа повторно гласот од небото. This is my beloved son, Ова е мојот возлюбен син and I'm well pleased. и сум задоволен со него. But then he said this, Но потоа го рече и ова. listen to him. Слушајте го него. The world says, why do you listen to him? Светот вели зошто го слушате него? And maybe people have asked you, why do you listen to, Ви why do you go to church? Why do you listen to all this religious може би garbage? и вам ме прашуваат зошто го слушате тоа? Зошто одите во црква и го слушате тоа ѓубре, се изразам така. But God the Father himself says Но Бог таткото самиот вели to a few people, на неколкумина listen to me. слушајте ме мене, слушајте го него Исус. He has something for you and for me. Тој има нешто да понуди за тебе и за мене. We have to listen to the voice of God. Мора да го слушаме гласот на Бог. He did something special for us. Тој направи нешто специјално за нас. And so God sent him for you and for me. И така Бог го прати за мене и за тебе. And remember when he was tempted by Satan for 40 days И and се 40 nights? сеќавате кога сатаната го искушуваше 40 дни и 40 ноќи. God didn't spare him that temptation. Бог не го поштеди ни од тоа искушување. He let him go through the whole temptation. Го остави да помине низ целото искушение. Then when he got to the garden in Gethsemane before his crucifixion, Кога дојде во Гецеманската градина пред неговото распнување, and Jesus was disturbed within himself, и Исус беше вознемирен во својата душа, and he falls to his knees and he И- prays. падна на колена и почна да се моли. He says, Father, Вели татко, if it be possible, remove this cup from ако е me. можно, одземи ја оваа чаша од мене. Nevertheless, not my will, but your will be done. Но сепак, нека не биде мојата волја, но нека биде твојата.
A little bit later, he prayed the same thing again. И малку подоцна повторно се молеше за истото. And then a little bit later, he prayed for the third time, the same words. И повторно уште малку подоцна по трет пат се молеше со истите зборови. But God did not spare his own son, Но Бог не го поштеди својот собствен син. even in this terrible time in his Дури life. и во ова ужасно време во неговиот живот. And we remember he was arrested. И се сеќавате дека тој беше уапсен And he was mocked by the soldiers и беше исмеван од војниците and whipped и камшикуван and beaten. и тепан. And you know, he himself said he could have called down 12,000 legions of angels. Тој самиот рече, јас можам да повикам 12.000 легии на ангели, But God did not spare his own son. но Бог не го поштеди својот собствен син. When I was a little boy and I heard this, Кога бев мало дете и кога го слушнав ова, I said, oh, yes, call 12,000 си angels. велев, да, викни 12.000 легии на ангели. And when he was on the cross, and the high priest said, well, come down from the cross and we'll believe in you. И кога беше на крстот и кога првосвещеникот велеше, ајде симни се од крстот и ние ќе поверуваме. And I can remember as a little child thinking, И се сеќавам како мало момче да си размислувам, oh, I wish he would come о, down, колку сакам да се симнеш од тој крст. because then they would believe. Тогаш тие ќе поверуваат. Oh, no, now I know better. Но сега знам подобро. Oh, he didn't spare his own son. Тој не го поштеди својот собствен син. And finally, sinful hands nailed him to the cross. И на крајот грешни раце го заковаа на крстот. And God did not spare И him. Бог не го поштеди ни од тоа. Even though he cried out and he said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Иако на крајот тој извика, татко прости им, тие не знаат што прават. Then finally, И конечно, Jesus from the cross cries out with a loud voice, и Исус од крстот извикува со гласен глас. my God, why have you forsaken me? Боже мој, зошто ме остави? God didn't spare his own son even then. Бог дури ни тогаш не го поштеди својот We син. would say in his hour of need, the Father turned his back on his son. Во часот на најголемата потреба на Исус, таткото го сврте својот грб. Why? Зошто? Whose idea was this? Чија идеја беше сето тоа? Was it angel's idea? Дали беше идеја на ангелите може? Was it the plan of man? Дали беше некој план човечки? No, it was God's plan. Не, тоа беше Божјиот план. And it was a perfect И plan. беше совршен план. Because there on the cross, he bore the wrath of God for your sin and for my sin. Затоа што таму на крстот тој го носеше врз себе гневот на Бог за нашите гревови, за мојот и за вашиот грев. And God turned his back on his own son. И Бог го сврти грбот на својот собствен син. And I'm sure he felt the pain of that. И сигурен сум дека ја осети болката со тоа. In Isaiah chapter 53, Во Исаија, глава 53, in verse 4, стих 4. Тој ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости, а ние мислевме дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. from God he was smitten. Но тој од Бог беше поразуван, беше удрен. And we see that again in verse 6. И гледаме повторно во стих 6. Сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по својот пат, и Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Who laid the sin upon his son? Кој ги натовари гревовите врз својот It син? says the Lord laid on him Господ ги натовари врз него our sins. нашите гревови. Verse 10. Стих 10. Но волјата Господова беше да го казни и го предаде на мачење, ако ќе го принесе својот живот како милостива жртва, тој ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. You see, it was God's doing. Видете, тоа беше Божја работа. It was God's plan for your salvation and for Беше mine. Божјиот план за ваше спасение и за моје. Think back to the 22nd chapter of Genesis for a moment. Сетете се на 24-та глава од Битие. And Abraham
God speaks to Abraham one day. Бог му говори на Авраам еден ден. He says, Abraham, take your son, your only son, Земи го својот единствен единороден син, whom you love, кого го сакаш, го љубиш, and go to the place I tell you and offer him up as a burnt offering. и оди на местото каде што ќе ти кажам и принеси го во жртва се паленица. Abraham, take your only son, Авраам земи го својот единороден син, whom you love, кого го сакаш, and offer him up as a sacrifice. и принуди го како жртва. And it says the next day Abraham got up early. И кажува дека наредниот ден Авраам уште рано наутро стана, се разбуди. When I read that, I think, oh, of all days to wake up early, he should have slept in. Кога читам тоа се гледам од сите денови кога може да се успие, тој стана баш тогаш рано. He stood up early to do the will of God. Стана рано за да изврши Божјата волја. But from the New Testament, we know that Abraham knew something about God. Но од Новиот Завет знаеме дека Авраам знаеше нешто за Бог. He was obedient to him. Тој беше покорен на него. He put his complete trust in the Lord. Ја постави целата своја верба во Бог. He believed that when God told him, you're going to have a son and through his seed, Christ will come. Тој му поверува на Бог кога Бог му рече дека ќе има син и преку неговиот син ќе дојде Месијата. And he doesn't seem to be very much disturbed now that he has to offer his own son. И сега гледаме дека не е многу вознемирен кога треба да го принесе својот син во жртва. He gets up early and he goes. Тој станува рано и оди. Because he knew then God, if I'm supposed to kill him, then God must raise him from the dead. Знае дека ако Бог ми вели дека треба да го убијам, тогаш тој ќе го воскресне. And so they go to the mountain. И You know the story. одат на планината Морија, ја знаете приказната. And the Bible says that Abraham picked up the knife to И kill his son. Авраам го подигнува ножот да го заколе својот син. And then a voice came, Abraham, Abraham, don't lay your hand upon your И son. глас вели, Авраам, не спуштај раката врз твојот син. And behind him in the thicket was a ram caught in the thicket. И позади него во грмушките имаше овен фатен во стапица. And that was a substitute for his son. И тоа беше замена за неговиот син. But the interesting thing to me is this, Но интересната работа за мене е ова. that God did spare Abraham's son, Бог го поштеди синот на Авраам, yet he did not spare his но не го son. поштеди својот собствен син. What love? Каква љубов? And you and I have been spared the wrath of God. Вие и јас, ние сме поштедени од гневот на Бог. God took it for us. И Бог го зеде врз себе за нас. Abraham's son was spared, Синот на Авраам беше поштеден, but God had a substitute. но Бог имаше замена. And I'm thankful today for Jesus Christ И сум благодарен денес за Исус and Христос for his sacrifice for you. и за неговата жртва за мене и за вас. This isn't a myth. This isn't a story. Ова не е мит, ова не е никаква приказна. This is reality, Ова е реалност. that God did not spare his son. Бог не го поштеди својот син. In 1 Peter it says that the just or the perfect one died for us, the Wow. unjust. Прво Петрова вели дека совршениот, праведниот умре за нас неправедните. Why? Зошто? That he might bring us to God. За да може да не доведе кај Бог. So we have the possibility of coming to God, Ние имаме можноста да дојдеме кај Бог. and that's a privilege. И тоа е привилегија. So God did not spare his own son, Бог не го поштеди својот син, but delivered him up но го принесе for us all, за сите нас. for everyone. За сите нас. What a sacrifice. Каква жртва? And I'm thankful for it today. И сум благодарен за тоа и денес. For your sake, for my sake, he became poor, За наше добро тој стана сиромах. that we through his poverty might become rich. Така да ние преку неговата сиромаштија можеме да станеме богати. And tonight, if you know Christ, you're rich. И ако вечерва го познавате Исус, вие сте богати. I just thought of this thought. A man that I know from the Congo, Само што се сетив нова за еден човек кој го познавам од земјата Конго, where a lot of the guerrillas have come in and they kill with a gun the families there. каде што ова една војска горилас дојдоа и ги погубија фамилиите.
And his own sister, two of his sisters were killed. И двете негови сестри беа убиени. They come to the house and they say, give me $100. Дојдоа во неговата куќа, дошле и му рекле дај ми $100. The father says, I don't have $100. Таткото рекол јас немам $100. So they kill the first daughter. Но прво ги ја убиле првата ќерка. They say, give us $100. Дај ни $100. I don't have $100. Немам $100. And they kill the second. Ја убиле неговата втора ќерка. And they leave. И си заминаа. And sometimes they would come into a village and kill everybody in the village. И некогаш доаѓале во селата и ги убивале сите во селото. And he says, you can be the richest man in the village. И велеше, можете да бидете најбогатиот човек во селото. And in a few minutes lose everything you have. И за неколку минути да изгубите се што поседувате. And if you escape with your life into the jungle, И ако избегате со својот собствен живот во џунглата and you don't have Christ, и го немате Исус со вас, you have nothing. немате ништо. He says, but if you know Christ, Но ако го познавате Исус and you run from the enemy, и ако бегате од непријателот and you're in the jungle, и сте во џунглата, Jesus is with you. Исус е со вас. You have Christ. Го имате Христос. And he knows that by experience. И тоа го знае тој од искуство. We are rich. Ние сме богати. Maybe not with money, Може би не со пари, but with joy, peace. но со радост, со мир, We can have that. може да го имаме тоа. And God wants to give it to us abundantly. И Бог сака да ни го даде тоа во изобилие. And then verse 32 of Romans 8. И стих 32 од Римјаните 8 глава. Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите, зар нема да ни подари со него себе? How shall he not with him give us all? Како ли нема со него тој да ни подари се останато? Think of it. If he gave you Christ, Размислете, ако ви го дал Христос, the greatest gift, најголемиот подарок, will he withhold anything else дали from you би зачувал нешто за себе тогаш? that you need? Anything? Дека нешто ви треба, било што да ви треба, тој да не ви го даде. He freely will give us all things. Тој своеволно ни ги дава сите работи. In the book of Romans, it repeats often this phrase. Во книгата Римјаните постојано се повторува оваа фраза. How much more? Колку многу повеќе, How much more? колку многу повеќе, How much more now that we're his children колку многу повеќе сега кога сме негови деца, will he give us all? ќе ни ги даде сите работи. If he died for us when we were his enemies, Ако умре кога бевме негови непријатели, how much more now колку многу повеќе сега when we're his children will he give us what we need? негови деца ќе ни даде тоа што ни треба. It says no good thing in the Psalms, no good thing will God withhold from those that walk Во upright. псалмите вели ништо добро Бог нема да не ни го даде, да го зачува. Let's read Romans 5, Да ја прочитаме петата глава од Римјаните, verses 6 through 9. од 6-тиот до 9-тиот стих. Look for the words, how much more. Зошто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. На вистина, тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар, можеби, некој би се решил да умре. Но Бог ја докаже љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешни. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта Негова, многу повеќе ќе се спасиме преку Него од гревот. Much more now. Многу повеќе сега. If he gave us the ultimate gift, Ако ни го даде најголемиот подарок, everything after that is small. се после тоа е малечко. Paul says of him, Павле за него вели, thanks be to God for his indescribable gift. да биде благодарност кон Бога за неговиот неописив дар. If somebody gave you 10 million euros Ако некој ви даде 10 милиони евра, and you need 1 cent, а вас ви треба 1 цент, you think that he wouldn't you think now that he would give you even 1 cent after giving you 10 million не би ли euros? мислеле тогаш дека би ви го дал тој 1 цент откако веќе ви дал 10 милиони? The heart of God is to give. Срцето на Бог е да дава.
Maybe you're worried about the next meal. Може би се грижите за вашиот следен оброк. He's already given us His Son. Веќе Он ни го даде неговиот син. And He promises to take care of our needs. И ни ветува дека ќе се грижи за нашите потреби. When we seek first the kingdom of God. Кога најпрво ќе го бараме царството Божие. But our food is like crumbs compared to the gift of His Son. Нашата храна е како трошки споредено со дарот на неговиот син. So with His Son, He will give us our daily bread. Со неговиот син тој ќе ни го даде и секојдневниот хлеб. I don't know what your needs are here tonight. Не знам кои се вашите потреби вечерва. Maybe they're spiritual needs, Може би имате духовни потреби, financial, финансиски потреби, family relations. односи со фамилијата. I don't know. Не знам. But I know one thing, Но знам едно нешто. that God will supply your needs. Бог ќе ги обезбеди вашите потреби. If He died for us when we were sinners, enemies, Ако умре за нас кога бевме грешни, кога бевме негови непријатели, do you think as a child of God He's going to withhold anything? мислите ли дека како негови деца ќе зачува нешто нема да ни даде? Are you weak? Дали сте слаби? Ask Him for strength. Побарете сила. He said He promised to be our help in time of need. Ни ветува дека ќе биде помош кога ќе имаме потреба. Do you need patience? Дали ви треба трпение? He'll give it to you. Ќе ви го даде тоа. Do you need some counsel? Дали ви треба советување? He's called the wonderful counselor. Тој е наречен прекрасниот советник. And when God gives, He gives liberally. И кога Бог дава, тој дава слободно, своеволно. In James it says, if any man lacks wisdom, И во Јаков вели, ако на некој човек му е потребна мудрост, let him ask of God. нека побара од Бог. And God will give to him liberally И Бог ќе му даде во изобилие. and without chastening, without upbraiding И him. без да го понизи некако, да го нападне за тоа, да го маловажи за тоа. And even in James it says, if you have not, maybe it's because you didn't ask. И вели, ако немате, тогаш можеби не знаете да барате. Or maybe you ask with wrong motives. Или можеби барате со погрешни мотиви. But tell him your present need. Но кажете му ги вашите моментални потреби. The Bible says, cast all your cares on him. Библијата вели, предадете ги сите грижи на него. Why? Зошто? For he cares for you. Затоа што тој се грижи за вас. I'm glad I have a God who cares for me. Мило ми е, благодарен сум што имам Бог кој што се грижи за мене. He cares about you. Се грижи за вас. God is for us, Бог е со нас, not against us. не против нас. Abraham trusted God, Авраам уверуваше на Бог and he would not withhold his own son. и немаше да го поштеди ни својот син. And we also, when we see the love of God, И како кога ја гледаме Божјата љубов, how can we withhold anything? како може да зачуваме нешто од него? Abraham just gave his son. И Авраам го даде својот син. Nothing was too much for God. Ништо не беше премногу за Бог. God gave us everything. Бог ни даде се. And he may ask of us for things. И може би ќе побара од нас нешто. I know families that when they hear that their child wants to be a missionary in China, Знам за фамилии кои ќе чујат од своето дете дека сака да биде мисионер во Кина or another country. или во некоја друга земја. Oh, no. Не. You must live close to Мора me. да живееш близко до I мене. want to see your children, your Сакам да grandchildren. ги видам твоите деца, твоите внуци, But you must be willing to give them up for но God's will. морате да своеволно да сакате да ги дадете вашите деца за Бог. It's a privilege to have children that want to do the will of God. Привилегија да имате такви деца кои сакаат да вршат Божјата волја. Don't withhold anything from them. Не сочувајте ништо од нив. William Booth, the founder of the Salvation Army, said this. Вилијам Вуд, основачот на Salvation Army, таа е спасителна армија во Америка. He says, Jesus Christ has all of me. Исус Христос има се од мене. I belong to him. Јас му припаѓам нему. Everything I have is his. Се што имам е негово. And it's the same with us. И тоа е исто и за нас. And we have a God that's great. И имаме Бог кој е прекрасен. A God that wants to hear us. Бог кој сака да не слушне. A God that actually wants to give us what we need. Бог кој сака да ни даде тоа што ни треба. But I know how the devil works. Но знам како сатаната, како ѓаволот работи.
God doesn't listen to you. Бог не те слуша пева. You call yourself a child of Се God, нарекуваш дете Божие, but you sin. но грешиш. You think He wants to give you things, Мислиш дека сака да ти даде нешто, and He'll put you in depression, ќе те стави во депресија со ова. and you start to doubt that God И wants to give you. почнуваш да се сомневаш дека Бог навистина сака да ти го даде тоа. Jesus Himself said, "Ask and you will receive." Исус самиот вели, барете ќе ви се даде. Everyone who asks, everyone Секој кој бара, will receive. ќе добие. And we think, "Oh, yeah, everybody, but not me. Ние си велиме, добро, секој, ама јас не. Who am I?" Кој сум јас? But God cares, Но Бог се грижи. and God wants to meet our И needs. Бог сака да на нашите потреби да даде. Our God is a big God. Нашиот Бог е голем. He's not a small God. Не е малечок Бог. He's not limited. Не е ограничен. One time, maybe I've told this story, I don't know. Еднаш порано можеби сум ви ја кажал оваа приказна, не знам. But I met a man who traveled around the world, Сретнав еден човек кој патуваше низ светот and we were talking about his travels. и разговаравме за неговите патувања. And I asked him, И го прашав, was there any time in your travels where you found yourself in trouble or something and you called out to God for help? имаше ли момент во вашите патувања кога се најдовте во неволја и повикавте кон Господ? And he thought, И размислуваше. he said, yes, there was a time. И рече, да, имаше време. I was in Australia, Бев во Австралија, and I was in the mountains, and I crossed a little brook of water coming down the mountain. бев во планините и сакав да поминам едно поточе. And I jumped and I slipped on a rock, И скокнав и се лизнав на камен and I broke my leg. и си ја скршив ногата. And I had to stay a whole night in the mountain. И требаше да останам цела вечер во планина. And so I prayed to God, И се молев на Бог. and this is His prayer. И ова беше неговата молитва. You see, His God is a small God, remember that. Неговиот Бог е мал Бог. Запамтете го тоа. And so he prayed like И this, се молеше вака. God, I have not bothered you for 13 years. Боже, не ти досаѓав 13 години. Help me tonight to survive and to live, Помогни ми вечера да преживеам и да живеам. and I promise you И ти ветувам. that I will not bother you again И for нема another да ти 13 years. досаѓам за уште следните 13 години. You see, His God is small. Неговиот Бог е малечок. This God that can't be bothered by many people. Овој Бог кој не може да биде да се замара со многу луѓе. He has more important things to Има do. поважни работи што He треба да doesn't ги care прави. about me. Не се грижи за мене. No, but the God of the Bible, Не, но Бог на Библијата, my God, your God, мојот Бог, вашиот Бог, is the one who made the heavens and the е earth, Бог кој ги создаде небото и земјата. and nothing's impossible. И ништо не е невозможно за него. And He loves His children. И ги сака своите деца. I love my children, Јас ги сакам моите and деца. I'm sure you love your children, И сигурен сум дека и вие ги сакате вашите деца. even with my limited love. Дури и со нашата ограничена љубов. Think of the Father and His great love. Помислете па тогаш на таткото и неговата бесконечна љубов. That if He didn't spare His own Son, Дека ако него поштеди ни својот син, but delivered Him up for us all, но го принесе за сите нас, how much more will He not freely give us all with Him, freely give us all? колку ли не повеќе со него ќе ни ги даде и сите останати работи. This is the God of the Bible. Ова е Бог на Библијата. This is our God. Ова е нашиот Бог. Ask Him. Maybe I don't know what your needs are tonight, Побарете, не знам кои се вашите потреби оваа вечер, but ask но побарете and believe that you'll receive. и верувајте дека ќе ви се даде For Jesus' sake, за името на Исус. not my sake. Не заради мене, за него, заради Исус. Amen.